Почитувани слушатели, на крајот од емисијата сакам да кажам уште неколку зборови околу претседателските избори. Јас се извинувам уште еднаш што вака ми е гласот, затоа што не сум во состојба да зборувам, но морам да го кажам ова. Зошто морам да го кажам? Затоа што помина скоро кампањата за претседателските избори во Република Македонија, меѓутоа не видовме до ден денес ниту една дебата, ниту еден дуел од оние 7 кандидати. 7 кандидати да имаме за претседател на Македонија и ниту еден од нив да не се одважи да оди на дебатна емисија. Мислам, навистина тоа за страмота, понижување е, право за нив себе си. Ако тие тоа што сакаат да се наметнат како претседател на Република Македонија, го кријат од македонскиот народ, го кријат од македонското население, па со кое право ќе бидат претседател на Република Македонија? Со шетање од село на село, од град до град, прво треба нормално и спрема сите политички правила, нормално е да има дуел на опонентите, меѓусебен дуел, па да се прашаат меѓу себе тие што едниот нуди, што другиот нуди, што фали другиот. Бидејќи тука многу работи се ткаат за новиот претседател на Република Македонија, но за жал македонската јавност смета дека само им се кажува на македонската јавност само она што можат и што сакаат да го слушнат народот. Но се бега од вистината. Вистината може најмногу да излезе кога ќе се состанат на едно место 2, 3, па и 4 представници од сегашните опоненти, од сегашните кандидати за претседатели. И тие да кажат јавно и да се прашаат јавно пред македонската јавност. Многу е лесно и многу е убаво, глатко е, мазно е, за мерак е кога зборуваш пред некој и им кажуваш што сакаат тие да слушаат и тоа им се пренесува. Јас сакам да ве замолам, дури од далеку од Мелбурн, одважете се, 7 минасте, одважете се да направите неколку дебати до крајот на изборите. Професорка Силјановска, одважете се за дебата. Професорка Ванковска, одважете се за дебата. Доктор специјалист Бујар Османи, одважи се да зборуваш јавно. Таравари, специјалист, доктор, одважи се да зборуваш јавно. Исто така го имаме Стефче Јакимовски, 4 пати градоначалник, министер за финансии, 30-40 години шен политичар. И го имаме Максим Димитриевски. Господа, вие 7 и господи, одважете се меѓу себе да ги скрстите копјата, па да видиме што ја чека Македонија после 9 мај. Не одат работите така како вие што ги терате со политичките партии. Не одат така работите. Во ни една држава тоа не се случува, освен во оние каде што владае диктатура, едноумие и така натаму. Јас уште еднаш ќе ве замолам и со име и со презиме. Одважете се, вие што ве наброев. Имаме толку национални македонски телевизии. Да излезите и да ги вкрстите знаењата и незнаењата. Да се прашате меѓу себе и да ве прашаат. А вие сте должни да одговарате на прашањата. Должни сте. Не е доволно само тоа што вие им кажувате на народот, а тие ви аплаудираат. Не е тоа доволно.
Медиумите се должни исто така да застанат, да побараат, да поканат двајца, тројца, четворица од сегашните кандидати. Воспротивно не ја заслужувате председателската титула. Воспротивно не заслужувате да бидете татко на Македонија или пак мајка на Македонија. Останете си дома, ако ја немате таја храброст. Ако ја немате храброст да излезите со вистината пред македонскиот народ, доста ни беше од пропаганди, доста ни е од празни ветувања. Еве и толку време молам за интервјуа. И зошто нас не понижувате во иселеништвото? Па ние само во Австралија сме 300.000. Онолку колку што ќе биде изгласан еден председател. Толку сме. Зарем толку? До таму стигнавме да не понижувате. 15 минути бараме интервју. Не се одважувате да дадете интервју. Зошто не се одважувате? Затоа што не сакате да ве прашаме за преспанскиот договор. Не сакате да ве прашаме за тиранската платформа. Не сакате да ве прашаме за бугарскиот договор. Не сакате да ве прашаме што утре ја чека Македонија. Меѓутоа, јас можем само вака да ги соберам рамената и се надевам дека овој повик, апел до вас, дека ќе се одважите да зборувате пред македонската јавност. Ќе се одважите да зборувате пред македонската јавност и да знаат што ги чека македонците и народот. Да знаат што ги чека на 9 мај или на 10 мај. Ние знаеме овде во Австралија. Е поминат изборите, има неколку дебати на прај министрите и така натаму или премиерите. Но другиот ден ние торбата нарамо пак одиме на работа. Со Македонија не е таков случајот. Со Македонија ќе треба се менува уставот на Република Македонија. Знаеме ние дека Европската Унија нема да се откажи од тоа. Европската Унија не се откажува од одлуките на Берлинскиот конгрес 1878 година. Потоа потврдени 1913 година во Букурешт. Потоа потврдени со Версајскиот мировен договор 1919 година. Потоа потврдени 1943 година во Техеран. Потоа потврдени 1945 година на Јалта. И потврдена е поделбата и исчезнувањето на македонскиот народ, да не постои македонски народ, потврдено е и со преспанскиот договор и со тој така наречен бугарски добрососедски договор, а уште по-жестока е внатрешната тиранска платформа со која сигналите се јасни за федерализација на Република Македонија. Завршувам јас кратко, многу кратко. Одважете се 7 мускетари, да не зборувам грешно, да не зборувам со лоша уста, одважете се да излезите со вашите копја, да ги скрстите и да ја кажете вистината, што ќе правите со Македонија, што ќе правите со македонскиот народ, што ќе правите со буџетот, што ќе правите со здравството, што ќе правите со договорите која е ничкоса Македонија на колена. Толку од мене. Уште еднаш ве молам да излезите на дебати, да ве видиме до 28 овој месец.